Бизнисменот и поранешен министер за финансии Борислав Стојменов треба да исплати одштета од 120.000 денари на општина Центар, од ја наклеветил со изјавата дека му барале мито од 1 милион евра за да продолжи со градењето на хотелот на местото на поранешната стоковна куќа Беко. Изјавата за митото Стојменов ја даде во јули 2020 година, кога на градилиштето, кое претходно беше запечатано од и нема дозвола за градење, се појави градежна инспекција со полиција, бидејќи не се почитуваше забраната за градење. Основниот граѓански суд Скопје пресудата ја донел во октомври 2021 година, а во тек е жалбена постапка. Се утврдува граѓанска одговорност на тужениот Борислав Стојменов од Скопје со дадената изјава преку средство за јавно информирање во кое било наведено дека 4 години со платени комунали и платено се не може да градиме затоа што бараат милион евра мито. Не им давам јас. Милион евра мито бараат од општина Центар. Се задолжува тужениот да му плати на тужителот паричен надомест на име нематеријална штета во износ од 120.000 денари, стои во пресудата. Бизнисменот Стојменов, кој ја обжалил ваквата пресуда, стои на ставот дека мито му било побарано, но не директно. Тие бараме ние одобрение за ова, кажего, тие да бидат изведувач кај нас, албанска фирма, и вика вака, ние ако бидеме изведувач, ќе ви дадеме ова, кажего, и ова одобрение, ние не сме барали во одобрение за градење, меѓутоа и ќе имате место 27, 28 или 29, тука негде, висина. Тоа ви го кажува и тоа го кажува и го става во цената. Цената беше тоаш негде 75 по метар квадратен, а нимата во договорот за избор беше 150 евра. Значи, од 75 до 150, тоа се... А така дојдовте до милион? Така дојдов сигурно. За тоа веќе имате и преисуда правосилно. Плативте ли одштета на општина Центар за клеветата дека ви побарале? Тој не има клевета. Меѓутоа, они поднесуваат се кривична прива, тоа Српче си ја оствари целта, 120.000 денари бев таму, меѓутоа сега на ова, на второстепена тоа сме сега на второ се по жалба е, уште ништо не е. За клеветата? За изјавата. Од општината потврдија дека иако има пресуда од штетата за клевета за мито од милион евра не е уплатена на нивна сметка поради жалбата од Стојменов. Стојменов се жали и за поништеното одобрение за доградба и надградба на хотелот издадено во 2016 година. Додека ја чека одлуката на управен суд, обвинителството соопшти дека ќе го гони за бесправна градба по кривичните пријави поднесени од општина Центар. Според обвинението, Стојменов, почнувајќи од 2018 година, без правосилно одобрение за градење, како инвеститор градел деловен објект на сопствено земјиште на улицата Даме Груе во Скопје. Добил одобрение за градење во 2016 година, кое се однесува на доградба и надградба на тогаш постојниот објект хотелот Плаза или поранешна стоковна куќа Беко, со ширина од 28,5 метри и должина од 42,5 метри. Со стручно мислење за неисполнување на карактеристиките за носивост на доградбата и надградбата, во 2018 година тој обезбедил одобрение за отстранување на постојниот објект, а откако го урнал, без да добие ново одобрение за градење, почнал да гради нов објект со поголеми димензии, односно објект со димензии 61 на 34,5 метри и изградил 2 подземни нивоа. Стојменов тврди дека она што е изградено не е дивоградба, отиграделе по одобрението од 2016 година издадено од општината, а изградиле само подрум. Донесе он одлука да градиме градежна јама. Ние само тоа сме изградиле. Градежната јама. А градежната јама, чекате, градежна јама, земете го, тоа ајде на македонски да кажам, се градеше подрум. По обвинението за бесправно градење, тој најави дека судењата ќе откријат афера како рекет. Рече дека за овој случај на суд ќе мора да се појави поранешниот премиер Зоран Заев, за кого обвини дека стои зад блокадите на неговото градилиште, а ќе се појавит и поранешниот градоначалник на Центар Саша Богдановиќ и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.